Вечера во Македонскиот народен театар премиерно ќе биде изведен Као Какао, првиот македонски мюзикл инспириран од музиката на Владко Стефановски. Проект што уште пред премиерата предизвика голем интерес, не само поради безвременските песни на еден од најзначајните македонски музички автори, туку и поради силниот авторски тим што стои зад него. Текстот е на Венко Андоновски, режија на Дејан Пројковски, а приказната не враќа во едно Скопје што многумина го паметат со носталгија. Град на соништа, љубови, пријателства и верба дека иднината може да се освои со талент и храброст. Како музиката стана драмска приказна, што раскажува Као Какао за старото Скопје, но и за денешното време, и зошто приказните за љубовта, надежта и потрагата по среќата остануваат важни без оглед на генерацијата. Во пресред на вечерашната премиера и репризните изведби што следуваат утре и во наредните денови, разговараме со авторот на текстот, еден од најзначајните современи македонски писатели и драматурзи Венко Андоновски. Професоре, добре дојдовте во Телма. Добро ве најдов. Подготвени за премиера? Вчера генерална проба, како поминавте? Бомба. Бомба беше. Јас немав гледано ништо. Едноставно им пуштив да работат. Кога правиме со Пројковски драма, знам да доаѓам и да досаѓам на пробите. Досадувам со забелешки, но овде, бидејќи е мюзикл, мислев дека нема потреба и нема потреба. Го нема видено, сношти го гледав и мислам дека што половина престојав на нозе, а имав седиште, обично кога ќе застанам на нозе, значи дека ми се допаѓа тоа. Изненаден сум. Значи, таква енергија, тие млади луѓе, споена млади и од мојата генерација, мислам, навистина сум воодушевен. Под импресија сум уште. Добро, како се пише драмски текст кога поидовна точка не е приказна, туку музика? Епа тешко. Многумина мисля дека тоа се пише со лева рака. Имаш музика и дека... Ова ми е мене прво искуство. Рака на срце имав претходно еден мюзикл правевме, меѓутоа беше сериозна музика, не беше ова. Немам искуство со вакво нешто и прв пат го работам. Ова е целосно независен жанр. Треба да се свати дека не е тоа текст плюс музика. Туку тоа е соединение се прави меѓу текстот и музиката. Со Пројковски разговаравме. Тоа е како во хемијата. Нит натриумот е солен, нит хлорот е солен. Ама кој ќе се врзат во соединение, се добива тоа. Во таа смисла, што се роди прво? Кај вас? Ликовите, конфликтот или емоцијата што ја носат песните на Владко Стефановски? Вака, јас тргнав од песните. Прво манијакално ги слушав, второ ги знам. Сите ги знам. Јас ја познавам музиката и на Владко и на Леписол. Во младоста и самиот свирев гитара. Владко ми беше идол. Не стигнав да го престигнам, се откажав. Меѓутоа дојде момент еве да пишувам мюзикл. Јас ги слушав песните. Знаете, ние заборавивме и како се слуша музика. Многу пати музиката си тече во позадина, а вие нешто работите и немате поим што е тоа. Се затвори во соба и ги преслушав сите. И на крај ги наредив така што раскажуваат самите една љубовна приказна и една приказна за подвигот. Како човек може... За мене подвиг не е да бидеш подобар од другите, да бидеш подобар од себе. Значи, тоа е темата. И нормално мора да има љубовна приказна, мора да има раскин, па пак смирување. Тоа се тие холивудски триаголници кои за мюзикл функционираат и се држев до тоа. Но музиката сама ја раскаже приказната. Тоа е интересно, немав однапред подготвено приказна. На пресконференцијата кога го најавувавте мюзиклот, рековте човек епоха, светски познатиот гитарист од Тафталидже и генерално за вашата или за оваа наша или за ние современиците на Владко Стефановски, како би го оцениле во неколку реченици неговиот културен феномен? Па Владко од секогаш за мене бил во топ 3 гитаристи во светот, во полето во кој работи. Джез, рок, блуз, етно. Владко е гений. Меѓутоа, знаете што е интересно? Многу лесно можело да се случи. Обштеството да го задуши и да го немавме. И затоа ми е многу драго што со овој мюзикл на некој начин се оддава признание на еден човек кој можел и да не се појави. Доволно било оние клишеа, стереотипи обштествени, заврши факултет и вработи се, не глупирај се, па ова нека ти биде под Б. Не може под Б.
Или работиш, или не работиш. И тој го одбра тоа по да. Дури и студиите ги прекина. На англистика, јас се сеќавам на едно интервју. Оно што е фасцинантно е што не само што тој е феномен и наш Ерик Клептон, да речеме, туку на еден мал простор, квадратура во Тафталиџ ги најде Бодан, Кокан Димушевски живееше малку подале по истата улица, само Гаро не беше од тоа. Значи, ние сме имале луѓе во таа населба кои покажаа дека Тафталиџ може да биде папокот на светот, да се изразам со мојот роб. Ние имаме талент, не ги гледаме, а не се ни грижиме за нив. Или ги упропастуваме пат? Апсолутно. Рековте маниакално сте ги преслушале песните на Владко Стефановски. Што ја прави неговата музика различна, препознатлива или податна за да стане темел на цела театарска приказна? Вака. Прво, Владко има во секоја песна има еден подтекст музички, значи не е важно што пеат како зборови. Има еден подтекст музички кој јас го викам животна радост. Дури и кога имате љубовна песна за разделба за ова зона, има еден оптимизам музички подтекст дека ќе биде подобро. Јас тоа го чувствувам во неговите песни и мюзиклот, кога го правев текстот, се обидов да тој подтекст музички излезе. Владко е во неговите песни оптимист. Дури и кога има тага, тој е радосна тага, дека може да биде подобро. По таа радосна тага, сега ќе кажат претерувам, многу подсетува на монасите. Тие имаат таква радосна тага. И кога страдаат, и кога се надебаат на добро. И сношти, кога ги слушнавме сите негови песни, знаете, ние сме подзаборавиле некои од тие песни, кога се наредија како една синтагма, како една реченица, ние свативме дека таа реченица, музичка реченица, не сме смееле да ја премолчиме. Колку во неговата музика се препознава Македонија како автентичност, а колку универзална човечка емоција? Ова што го зборувате? Мислам дека е универзалната на прво место. Се препознава, се разбира, и локалното милје, па не може човек кој што израснал на таков богат фолклор и наследство и вчера слушавме и Јовано Јованке, значи тој е некој амалгам. Мислам дека универзалното доаѓа и од неговата, значи, душа, емоцијата е прва, а техниката му е беспрекорна. Беспрекорна. Мислам дека Алди Миола, Пако де Лусија доаѓа, мислам дека тој припаѓа на таа елита светска. Дали може би сега, преслушувајќи ги песните, подготвувајќи се за да го напишете драмскиот текст за мюзиклот, во песните на Владко Стефановски откривте нешто што не сте го забележале како слушател, а сега го откривте како автор, како писател? Открив дека многу му се студиозно правени. Знаете, јас мислев дека тоа е работа на инспирација само. Ќе дојде инспирација и ќе го направи, не знам, Скопје има микроклима, вамо. Има една студиозност во неговото компонирање. Тој се подпира на мелодија која мора да остане во меморијата, во угото. Импровизациите, мислам, на гитара се само друга приказна, солирањата, меѓутоа секогаш има здрава, цврста музичка линија и тие хитови му се незаборавни се, тоа е тоа. И денешните генерации ги сакаат. Знаете, вчера имаше и млада публика, како реагираат, знаеш. Може би прв пат ги слушаат, ама реагираат фантастично. Вие кога влеговте во проектот со верба дека ќе излезе од тоа квалитетен мюзикл, потежок предизвик за вас беше да се зачува сликата за некогашно Скопје со сите емоции или да се создаде нова приказна, бидејќи песните на Владко Стефановски се врежани. Како го одредивте балансот? Колку да биде носталгија по минато време, а колку да биде современа приказна? Балансот си дојде како нужен,
Затоа што јас се колебав. Не знаев дали да ја раскажам неговата приказна од тоа Скопје, кога ние гимназијалци одевме, каде ќе свири Лепи Сол и Владко, таму одевме. Свиреа во оние бараки некај студентски збор, таму одиме. Во местна заедница во Тафталиџе, таму одиме. Ги следевме како удба, буквално. Затоа што учевме од нив и самите свиревме гитари. И тоа Скопје имаше еден шарм. Значи, младите луѓе беа посветени на нешто. Владко на музиката. И ние знаеме дека тој вежбаше по цели денови. По цели денови, од саба или до вечер. Ќе поминете покрај неговата барака, ќе слушнете како вежба. Тоа старо Скопје, кога луѓето беа посветени и сонуваа за светски успех, знаеа дека до тоа се доаѓа тешко. Мораш да вежбаш. Денеска сите сакаат некако брзо. Ама, од друга страна, ние сакавме да раскажеме и приказна за денешниве генерации како тие да успеат. И сношти, например, еве, гледа, си го слушав и текстот. Се колебате дали е тоа приказна за старо Скопје или за сега. Направивме еден временски мост, како низ некоја, оние астрономите тоа го викаат црвојадина. Споивме две времења кои се далечни. И мислам дека успеавме да ги споиме. Тука особено многу помогна тоа што во оркестарот кој свири, имаме еден млад, фантастичен виртуоз на гитара, а на удиралки е синот на Владко, Јан. Јас не знаев дека му е син и сношти прашувам кои се овие луѓе. Значи, ние покажавме дека пак имаме Лепи Сол и пак можеме да бидеме како Скопје, како не мора Тафталиџе, папокот на светот, ама некој треба да ги собере тие млади таленти. Добро. Да ги собере. Приказната е сместена во Скопското Тафталиџе, така? Да. И тука е. Дилемата низ која не води целата приказна и до која веројатно го оставате гледачот сам да дојде до заклучок е дали е Скопје центарот или крајот на светот? Центарот е, нема крај. Скопје било и ќе биде центар на светот, не само за музика. Ние, нашите генерации, мојата генерација, да речеме, ние го имаме еден Дарко Панчев. И во спортот имаме. Сакам ова да кажам. Ние сме малку како народ, како да кажам, незаинтересирани за она што го имаме како богатство. Го пуштаме само да си тера. Знаете, тоа е малку еден вид културно невоспитание. Хрватите, србите си внимаваат на тие работи, без разлика дали е Новак Џоковиќ, дали е Еве сега во Крагуевац подигнаа споменик на групата Смак. Значи, тоа е бренд за тој град, препознатливи се и ги гледате четворицата легендарни од Смак. Кај нас некако, не знам, мислам, луѓето останаа без пензии, тоа се луѓе кои немаат работен стаж, кои немаат се што заработувале самите, си плаќале придонеси, не само Владко и Гаро, и сите. Значи, мораме да посветиме внимание на тоа и да си ја чуваме таа традиција. Не само во музиката, и во книжевноста. Заборавивме некои автори. Знаете, лектирите не се ревидирани кој знае од кога, се сменија генерации и ние ги заборавивме. Добро, Скопје е центарот на светот. Велите, приказната умешно не враќа и во некоја Скопје на кое многумина се сеќаваат со одредена степен, да, односно со големи дози на носталгија. Што лично за вас најмногу ви недостига вам лично од тој град што исчезна или е сменет на некој начин? Па ми недостига цел град тој. Ова што сега го гледаме, тоа е нафрлано едно преку друго. Знаете, како непедантна жена кога избира облека и фрла на креветот се за да се облече, така е Скопје направено. Имавме ние централни точки во Скопје. Се знаеше клуб 77, одиш да купиш јакна и нема друго место. Тоа е кината. Кината беа, како се вика, центрипетални простори. Простори кои обединуваат, сега, кога ќе поминете низ Скопје, едно преку друго се лепени зградите. Не е тоа само архитектонски проблем.
Да, зборуваме за градот или зборуваме за луѓето? Кога зборуваме за носталгија, кој живеа во него? За градот, а за луѓето не сакам ни да дискутирам. Имаше тогаш, знаете, никогаш немало во вистинска смисла на зборот стари скопјани. Немало. Генерацијата на Гане Тодоровски знаеше да каже ние сме стари скопјани. Меѓутоа, секогаш имало една скопска интелектуална елита со точни точки коти каде се собираат. Сега е тоа распрснато. Немате. Многу луѓе се доселија, по работа дојде овде, нема работа, работат се и се што... Нема градот, ја нема градската душа. Градот го сочинува прво душата, мислам, луѓето, пред се луѓето. А за архитектурата немам. Не сум ни стручњак, ама не ми се допаѓа. Минатата седмица беа тука дел од актерската екипа со режисерот Пројковски, кога ги прашав за носталгијата, ми цитира една стара приказна од кога некоја баба од Босна и Херцеговина ја прашале кога и било најубав период од животот, таа рекла во времето на Втората светска војна, ја прашале во кога дошла слободата. И рекле, зашто баба тогаш било војна, сега е слобода? Она рекла, ама јас тогаш бев млада. Дали во таа смисла носталгијата е убаво чувство, а колку е замка што може да не спречи да не го живееме денешниот? Добро, ние сме носталгични, да се разбереме. Јас овде во Карпош 4 сум вртел околу една зграда со вечери, само да ја видам девојката во која бев влюбен. Значи, кога се појави таа во кујната, јас стојав настрана. Секој човек има, и денешниве деца имаат такви. Меѓутоа, денешниве деца имаат уреди, не мора да врти околу зградата, знаете. Ние Скопје си го доживувавме како еден вид дневна соба. Цело Скопје не беше дневна соба. И тука се другарите, тука се... Имаше некој интимен момент по кој сме носталгични. Сега го нема. Сега е тоа како една центрифуга, Скопје е буквално центрифуга, која ги расфрла луѓето на разни страни. Сите се затрчани по профит, по ова, по она. Некако и времето побавно течеш. Јас имам таков впечаток дека исто во ова време, нели, што го мериме со часовник, многу побавно ни течеш. Што друго имаше тогаш во човечките односи што сега го нема? Еве велите. Имаше сиромашти. Кога сте сиромашен, вие нужно морате да делите. А изгледа, парадоксално изгледа, мислите дека кога имате, тогаш давате. Не е точно, вистинското давање е кога давате од нешто што и вам ви треба. И ние тогаш не... Па има фрази. Дај ми едно крупче со велосипедот. Секој си има свој велосипед. Децата си имаат свој. Не велосипед што сакат. Дај еден гриз. Сте го чуле тоа денес? Не. Тоа е носталгија по тие делења од малкуто што го имавме и класните разлики беа 1:2 највисоките. Јас се сеќавам, најбогатото момче во класот беше 1:2. А сега кога ќе видите децата, кои ќе ги однесете уште од градинка, класните разлики се 1:100, 1000 и така натаму. Парите кај што ќе влезат нема, се губи таа врска меѓу луѓето. И сега колку мюзиклот е на некој начин писмо или порака љубовна или не знам носталгична до Скопје, колку предупредување да не заборавиме кои сме? Добро, и едното и другото е, меѓутоа мюзиклот е за мене најважната порака што ја носи е дека не смее да се живее во апатија. Голем дел од нашите деца и од младите живеат во апатија и не веруваат дека може да се постигне успех. Ако некој можел да почне со акустична гитара што му ги разранила прстите и да стигне до концерти во Лондон и да добива признание од светски музичари, ние тоа се обидуваме во мюзикл да им го кажеме, да се борат. Имаат многу подобри услови, меѓутоа, ја нема онаа волја, го нема она кога ќе ве повреди некој и кога ќе кажете, ќе видите вие еден ден, ќе станам нешто. Тоа го нема. Некако по автоматизам се станува. Запише се на факултет и следува диплома. Запише се на магистратурата и следува. Мислам, борбата се изгуби, агон нема.
Иако во тоа време успех беше од жици раскрварени од жицата на гитарата да се стаса до престижни концертни сали во Европа, што значи успехот денес? Па денес го нема, велите, се помалку го има. Се помалку го има, затоа што вака, прво стана непопуларни тие работи. Уметност, музика, значи луѓето се свртени кон големи профити. Кога се сеќаваме и свиравме гитари и се занесувавме дека и ние ќе бидеме некоја група, ние не мислевме на пари. Ние мислевме да не види светот. Да каже, види Македонија имала. Имаат луѓе, нели? Не мислевме на пари. Денес ми се чини дека луѓето прво, и таа реченица многу ми е одвратна, се почесто ја слушам и на улица, ќе му понудат на млад човек нешто да работи и тој наместо да прифати да се докаже, вика, за тие пари со мал прст не мрдам. Не се будам во толку сад, за тие пари. Кај нас парите не беа, ги немавме и не беа ни некоја. Ама сега се полакомивме. Колку човек повеќе има, толку повеќе сака. Како се измени тој сон на патот до успехот? Зошто се сменија? Кои беа главни фактори за тоа? Па, вака, ако мене ме прашувате, прво, човекот е суштество, не сите, но генерално, човекот е суштество кој што секојаш го избира полесниот пат. За да станете тоа што стана Владко и Лепи Сол и така натаму, и не само тие, морате да работите по 8-9 часа дневно на себе. А човековото суштество секојаш го бира полесното. И кога дојде и овој технолошки напредок, се е скратено. Пишување на компјутер, јас се радував како мало дете што можам кат и пейст да направам за роман. Знаете, тоа не направи малку мрзливи, не направи малку разгалени, не направи и секојаш бараме шорткат, значи пократка патека да се стигне до успехот, а едно од најкратките патеки и најголемо зло кој ги заведува младите е политичката кариера. Запиши се во партија, брзо стигнуваш, таму кај ќе стигнеш, ќе заработиш, ќе се обезбедиш како што велат и така. Го нема подвигот веќе. Го нема да бидам подобар од себе, што и да работам, да бидам подобар од себе. Но има луѓе. Гледав една емисија, еден готвач, например, вели, јас кога готвам, јас сакам да бидам подобар од себе. Значи има секаде. Добро, во некој од претходните интервјуи овде сте ми го кажале тоа за смислата, колку е неопходна во човековиот опстанок смислата, бидејќи без храна и без воздух може и без вода, меѓутоа не може без смисла. Денешната генерација на млади кои сметате дека ги познавате и веројатно и како универзитетски професор работите со млади луѓе. Вчера на генералната проба сте виделе голем број млади луѓе кои ги познаваат и ги пеат песните на Владко Стефановски. Колку денешната генерација на млади луѓе бара смисла во животот, а колку бара признание, видливост или сигурност? Кој им е лајт мотивот на генерациите кои доаѓаат? Ја не сакам генерализации. Секогаш има добри луѓе. Во сите генерации има добри луѓе. Меѓутоа, мислам дека таа перцептибилност јавна е на прво место. Само реклама, маркетинг. Гледате по овие социјални мрежи, само рекламата е главна работа. Значи, се прават слики, се прави имидж кој апсолутно не одговара на вистината. Се измислија милиарда професии кои порано немаше потреба да постојат. Инфлуенсери, не знам, јутјубери, не знам ова, не знам она. Се изгуби она што мјузиклот го кажува, се изгуби подвигот. Таму има една реченица, ја изговара Рубенс Муратовски, неговиот лик, за да леташ, мораш прво да ја згазиш гасеницата во себе, затоа што гасениците ползат и општеството е полно гасеници. Ќе се родат како гасеници, не сваќаат дека имаат шанса да станат пеперутки и да полетаат. Ја нема веќе желбата за лет. Затоа што во зона на комфорт се живее, знаете, така и
Не знам, веројатно така и се менуваат историските епохи. Знаете, кој ќе погледнете целата историја, има навистина такви епохи во кои не се сака лето. Ама добро е што тоа нишало, кој ќе дојде до крајот, се враќа пак. Еден романтизам да донесе бунт, нели? Еден хуманизам да донесе бунт, да кажат доста бе веќе со. Приказната за гасеницата и пеперутката, која ја во една пригода овде пред 4 години точно ја раскажувавте, а ја тогаш бевте инспириран од романот на академик Луан Старова Генералот и пеперутката. Така е. Тоа беше непосредно по неговата смрт. Да. Успеавте да ја направите лајт мотив и во мюзиклот. Апсолутно, да. И ја велите станува реплика која изговара Муратовски во мюзиклот. Да, станува клучна реплика. Тогаш кога ми раскажувавте, почнуваше војната во Украина. Беше почеток на војната во Украина и рековте дека ете човештвото сега е во фаза на гасеница. Така е. Меѓутоа треба да дојде скоро во фаза на кожурка, да го стави оклопот врз себе за да помине низ тој процес на освестување, на каење и на крај да летне. Веројатно уште сме гасеница. 4 години поминати, меѓутоа нема напредок, нели? Нема, за жал. Јас бев оптимист и сум оптимист. Јас верувам во нов хуманизам. Па зошто го правиме овој мюзикл? За да испровоцираме таков хуманизам. Знаете, сношти кога видов што Скопје има, од оној оркестар доле што свири, до тие артисти кои едно време се прашувате за кого ова го прават? Кога ние сме во една црна дупка геополитичка, никој не призна, немаме перспектива, младите се селат, толку ми беше топло на душата што ете се собра јадро. Критична маса една, која сака да каже, абе луѓе, имаме ние што? И секојаш сум ја бранил таа теза, додека ние чекаме да не примат, може генерации и генерации да поминат. Ние треба да се средиме овде, да си правиме убави работи. Наша економија, убава, лепчето да си го испечеме, мюзикл да си направиме, да си едно домаќинство да бидеме. Од страна никој нема никогаш да ни реши ништо. Имате впечаток дека успехот се наметна како поважен од среќата, дека современиот човек се плаши да зборува и да се погледне од страна со искрена емоција? Прво е и девалвиран успехот. Знаете, се бројат тиражи на книги, кликови, квантитетот, кој го зел квантитетот за мерило, тој ќе пропадне. Квалитетот е важен. Значи, никогаш тоа робување, продадени толку и толку книги, светски бестселер од тој и тој писател. Сега да ви кажеме на работа. Продадена книга не значи и прочитана книга. Се купуваат книги, јас сум наоѓал во авион оставени бестселери, значи не му се да појде госта. Додека со квантитет се врзува тоа, се ќе биде трговија. Ќе го нема летот, ќе ја нема пеперутката. Пеперутката не ви требаат 100 пеперутки за убави на една, да видите доволно е. Нема квантитет тук. Тај квалитет. И второ, најчудесната работа е тоа. Таа пеперутка што ја користиме и во мюзиклот, како слика за Дона, за главниот лик. Нема тело. Пеперутката треба добро да се загледате за да видите дека има една црна црта што ги држи крилјата. Само крилја има. Додека работиме со квантитет и со материја, додека материјалното, телесното е на прво место, додека се сликаме на селфи со, не знам, вакви операции, такви операции, тие луѓе немаат потреба од лет, но за среќа има. Еве, сношти се дружев со луѓе кои сакаат да летаат. Добро, има дно, веројатно во тој пат, во тие глобални циклуси на универзумот, бидејќи пред години зборувавте овде дека, ете, кога ја напишавте папокот на светлината, кажувавте дека го пративте главниот лик таму на Света Гора за да се види од неутрална точка. Да, дека сме заробеници на мрзливоста и на омразата. Дека не сакаме да размислуваме, се плашиме од емоции, се плашиме да зборуваме за љубов. Копнеевте за момент кога ќе одите по некоја скопска улица да видите дедо како со еден мирен тон му се обраќа на внукот. Тоа време не доаѓа, јас барем не го забележувам, го забележувате вие или не? Не доаѓа.
и во твојот тон чувствувам како да ми се лути што не дошло, сум го прогнозирал, не доаѓа. Не доаѓа. Знаете зашто не доаѓа? Ние сите, еве, од Сабајлет слушав некој мабет и анализирајте. Ние сите правиме компарација со другиот. Види го овој што направи, овој дотурка до таму, овој дотурка. Гледај си во својот двор. Јас сум берѓаевец по убедување, Николај Берѓаев, од гимназија го сакам, тој вели вака. Се што имаш, твојот капитал си ти. Ти си космос, ти си Вселена. Почнеш и да се споредуваш, се раѓаат страсти. Завист, ова, она. Гледај си во себе, својата Вселена негувај си ја и ќе бидеш успешен човек. Затоа велам, ние сите гледаме другите што имаат, другите што поседуваат, другите што... А не гледаме дека ние имаме нешто што тие немаат. И тоа треба да се развива. Така што ќе дојде тоа време. Ќе дојде. Не те лажам. Не те лажам, ќе дојде. Професоре, не ви се лутам што во тонот ако така звучев, меѓутоа и кај вас чувствувам доза на резигнираност. И покрај тоа што сте свесен за овие работи за кои веројатно мнозинството се уште не се свесни, а веројатно ќе дојде тоа време кога мнозинството, барем еден човек плюс, ќе си погледне во својот двор и ќе сака да стане подобра верзија од себе, отколку да се споредува со другиот. Но додека дојде тој момент, тоа време трае, ние како генерација можеме да се обвинуваме зошто на нашите поколенија не им оставивме место, оваа Македонија не ја направивме поубаво место за живење, меѓутоа трендот е глобален и кај вас чувствувам разочараност. Или можеби јас грешам сега во дијагнозата? Не, има разочараност. Знаете, прво, кога одите по улица, ај погледнете ги физиономиите. Од кога немате видено човек да плаче на улица? Заборавивме да плачем. Значи, се тоа некои рамни лица, рамни физиономии, нема гестика. Во театар треба да отидете за да видите тажно лице. Глумец да ви направи. Погледнете ги, сите се како рамна линија на кардиограм, кога поминуваат покрај вас. Или порано се смеја. Се смеја, одат по улица и се смеја. Се ништо, одат рамно. Емотивно затапевме прво. Тоа е неверојатно. Мислам, ако немаш емоција, тогаш нема ни да имаш ни хит музички, нема да имаш ни мюзикл, нема да имаш ништо, ако не чувствуваш. Минатиот пат ми рековте, ни се оладија душите. И душите уште ни се ладат. Температурата на душата ни е, не знам што да кажам. И ја имаме дијагнозата, ги имаме факторите и причинителите кои не довеле до оваа состојба сега, меѓутоа не го гледаме лекот. И не можеме да го најдеме. Лекот е да одат почесто во театар, да читаат книги, да гледаат филмови, да плачат над нив, знаете што? Емотивната запуштеност е многу полоша од телесната. Ние денес за 5 дена ќе ослабите толку, за ова ќе направите толку, за ова ќе... А што правиме со душевната кондиција, со емоциите, со ова, со ова? Нема. Цена многу. Една студентка ми рече, професоре, читав една книга, така сум се расплакала. Не можеш да не го цениш тоа. Уметноста ја отфикаривме, што ви кажат србите. Ја исековме и ќе си плаќаме последици. Се погруби и погруби луѓе ќе стануваме. Има уметноста сила или театарот сила да не освести? Или само да не утеши привремено и да не расположи? Не, да не расположи. Добра представа треба да ви го разнесе мозокот, кој ќе излезете да не знаете каде сте. Ако излезете како што сте влегле, џабе сте биле. Или е до вас, не знаете да немате харфата на душата ви е претворена во гусла. Една жица имате и толку. Или представата не чини. Ако излезете ист, како кога сте влегли. Која е најсилната порака што ја испраќа Какао? Вие како автор веројатно сте лишен од можноста да ја почувствувате вистинската порака, бидејќи вие ја испраќате пораката. Сте во двојна улога и на испраќач на порака, меѓутоа од луѓето со кои бевте вчера таму, која е најсилната импресија што ја немаа пред да влезат и пред да го изгледаат мюзиклот, а излегоа од салата, а и ја понесоа со себе? Најсилната порака е дека единствената смисла на човековиот живот е да се качиш на врвот.
Значи да успееш во нешто. Без разлика што си. Слаткар, музичар, не е важно. Врвот треба да ти биде цел, а не една средина, гасеници, медиокритети, кај што безбедно се живее. А до врвот треба многу сомуни лев да се изедат и многу работа, и има и уште една работа. На врвот има обично место само за еден. Осаменоста е цена која се плаќа ако сте успешен. Не очекувате многу пријатели да имате ако успеете. Луѓето се сепак завидливи. Тоа е тоа. Дали битката за врвот не прави да бидеме такви какви што сме, да си ги ладиме душите, бидејќи се тркаме по успех по секоја цена? Зависи кој врв. Јас говорам за врвот во себе. Надворешни врвови, толку сакам да спечелам, таква фирма сакам да отидам, тие се освојуваат. Тука не треба ни талент, просечен да сте и да имате малку смисла за темни, матни работи, ќе го освоите надворешниот врв, не е проблем. Врвот е во нас, ама никој не го бара. Да има таблета за оладената душа или некаков вид инекција или некаков вид на лек, што би било тоа? Љубов, вера во себе или вера во иднината? Како би ја крстиле таа? Мислам дека љубов и вера во себе се клучните работи и тоа е тоа. Љубовта денеска за жал се повеќе станува условна. Ако ме сакаш и јас ке те сакам. И мислам, безусловна љубов треба кон се, не само кон човек, и кон тоа што го работите. Безусловна љубов. Само тоа е тоа. И нормално, ако имате таква љубов, ќе верувате и во себе. Професоре, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да си кажеме. Посакувам голем успех и на мюзиклот и на веројатно пишувате нешто ново, создавате нешто. Не. Сега ќе бидејќи го најдовте мирот на малото место, како одморам, да, ќе одмора малку, па потоа ќе продолжиме. Ви благодарам вам за тоа што ме поканивте. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.